Вработените во Министерството за финансии нема да добијат зголемување на платите за 30%, зашто се пишмани министерот Фатмир Бесими. Во знак на револт, спонтано, вработените ги напуштија работните места и излегоа на предупредувачки штрајк пред зградата на Министерството, зашто не го добиле ветеното покачување. Но кога пристигнаа медиумските екипи, вработените ги немаше, се вратиле во своите канцеларии. Иако министерот за финансии Фатмир Бесими изминатиот период најави дека ќе им ги зголеми платите на вработените за 30%, тоа најверојатно не се случи. Вработените во знак на револт излегоа овде пред Министерството и кажа дека јануарската плата не била зголемена. Од Сојузот на синдикатите на Македонија Залфа вела дека ќе поднесат пријава против ресорниот министер, зашто како што велат ги излажал своите вработени. Иако министерот го бранеше овој закон и оваа одредба пред само неколку дена, дознаваме дека ги повлекол сите решенија кои веќе биле дадени на вработените за зголемување на плата и најавил дека таквото зголемување нема да се случи. Овој начин на работа на министерот е зачудувачки, спротивно на закон и доколку не ги исплати зголемувањето на плата на вработените, мислам дека доволно е свесен да знае дека прави кривично дело. Од Министерството за финансии не го коментираа штрајкот, но вела дека преземале мерки за одржување и зајакнување на кадровскиот капацитет во јавната администрација. Просечната плата во Министерството за финансии е дури 2 пати помала во однос на просечната плата во целиот сектор финансии – 49.800, а во Министерството изнесува 26.000 денари. Додека кога станува збор за раководните позиции во секторот финансии и Министерството за финансии, овој сооднос е повеќекратно повисок. Инаку последно министерот за финансии Фатмир Бесими рече дека немал друго решение за да ги задржи вработените освен да им ги покачи платите, зашто според него веќе 40 луѓе веќе напуштиле оваа институција.